Здраво на сите, добродојдовте сите македонци на мојот канал Астрологија Плюс. И поздравам сите македонци каде што живеат низ целава планета. Вашиот дом или нашиот дом е секогаш планетата Земја. Тоа да не го забораваме. Ние сите викаме ја живеам ваму, ја живеам таму, ја живеам во Америка, ја живеам во Канада, ја живеам во Австралија. Јас живеам во Германија веќе 31 година. Меѓутоа, што значи тоа? Ништо не значи. Секаде ние можеме да живееме. Ние живееме сите на едно место. А каде? На планетата Земја, на оваа преубава, фантастична Земја. Планета Земја. Каде што ако ја нема, неа и наскене нема. Тоа никогаш да не го заборавиме. Еве, драги македонци, останете до крај ако сакате да дознаете нешто за владарот на оваа година, 22-та година. Ке зборувам нешто за владарот и кои случаи се случуваат во универзумот, што е битно да се знае. Ако сте родени во година 1938, 45, 52, 59, 66, 73, 1980 година, 87, 94, 94, 2001 година, 2008 година, 2015 година или пак сега, ако имаме новороденчиња на 22 година, они ќе бидат под владарот на планетата Јупитер. Тоа ќе биде нивниот владар. Еве сега, например, да кажам дека прошлата година, 2021 година, беше владарот Сатурн. Ете и мене ме стигна и значи ја го дочекав тоа, затоа што јас сум исто родена под владар на планетата Сатурн. Сега како ми беше мене, таа значи прошлата година, 2001 година, не ми беше баш толку лесно, значи затоа што владар беше планетата Сатурн, а ја исто сум родена како во таа година каде што бил владар Сатурн. Само тоа на кратко да ви кажам дека па не ми беше баш лесно да ви кажам, али со Сатурн тоа една тема бев доста болна, не само еднаш, неколку пати, и јас све тоа го поминав, еве жива и здрава сум, добро ми е, не ми фали више ништо. Меѓутоа не беше толку едноставно, али Сатурн сака да не научи, он е нашата карма, он е нашиот гуру, што се вика, он е нашиот коуч, што значи он сака нас да не научи, да ни биде секогаш подобро. Да не се плашим од него. Сега за Сатурн би сакала друг пат да зборувам за него, а сега е наред Јупитер. Јупитер е сега 22-та година владар владар на годината 22. И што све се случува во нашиот универзум оваа година? Еве сега кога го снимам веќе видео која дата сме денеска 14 мај. Сега, астролошката година не почнува на 31 декември, како што сите што слават нова година. Астролошката година почнува на 20 март секогаш, или па некогаш, зависи како, на 21 март, или 20 или 21 март започнува астролошката нова година. Што е друго битно да се знае дека тука е почеток на пролета и почетокот на знакот Овен. И пролета почнува и астролошката година и еве сега сме дошла до месецот мај. Само да ви кажам дека Јупитер влезе веќе во декември 21-та година во знакот Риба. Сега Јупитер исто така има на два знака каде што е владар. Тоа е знакот Стрелец и знакот Риба. Значи, он е бил првиот владар на знакот Риба, пред да се открие планетата Нептун. И на Јупитер му е потребно 12 години за да го помине овој цел зодијак.
Znači, dosta vreme mu je potrebno da го помине овој цел зодијак. Сега на рибите им донесе сигурно многу среќа, се надевам. Од прошлата година, декември, имавме една фантастична случка на нашиот универзум и тоа беше на 12 април. И која случка имавме тука? Па Јупитер ја додирна планетата Нептун. Сега јас ја обожавам грчката митологија. Зашто? Затоа што тука можеме убаво да ги научиме овие легенди, овие богови. Значи, они имаат огромно влијание врз астрологијата. Јупитер бил Цојс, богот на небото, а Нептун се нарекувал Посајдон и он бил богот на океанот, на морето. Ево грчката митологија, они биле браќа. Сега доаѓа времето на 12 април, бенг, имаме една случка, тоа се вика една конјукција. Конјукција тоа значи кога планетите се спојуваат една со друга, значи многу се блиску меѓу себе. Кога се многу блиску до себе, тоа ние го нарекуваме една конјукција. Значи, Јупитер и Нептун прават една конјукција, они се спојуваат, тие две енергии се спојуваат во знакот Риба. Знакот Риба ја означува, ја представува 12-та куќа во астрологијата, значи на природниот хороскоп. Тоа не значи дека во вашата натална карта е истото во 12-та куќата, може да биде. Меѓутоа, затоа треба да се види во вашата натална карта каде се наоѓа, како е поставен, во која куќа е поставен знакот Риба. И така после тоа се тумачи. Значи, во природниот хороскоп, ние тука го гледаме, представува 12-та куќа. Сега браќата Нептун и Јупитер се спојуваат на 12 април. А последниот пат кога имаме оваа случка било 1856 година, замислите колку долго време. Сега пак на исто место, на иста позиција, тоа значи на исти степен се тука. Значи тоа е нешто very, very special. Што значи све тоа, целата енергија? Значи да кажам само за рибата дека она воден знак. Воден знак, променлив знак. Значи, тука стојат емоциите се многу битни. Значи, какви огромни емоции имаат рибите. Они може да бидат музичари, они може да бидат уметници. Сега со Нептун, значи сите тоа креативно. Нептун ја представува креативноста. Дали вие тоа го користите, ја не знам. Тоа треба да се види во вашиот живот, во вашата натална карта, како се поставени планетите и какви аспекти имаат меѓу себе. И, значи, Нептун представува креативноста. Се Јупитер, што значи Јупитер? Па Јупитер зголемува све. Јупитер носи среќа, носи успех. Меѓутоа, не така, туку така се ќе дојде и ќе рече, еве, тука сум. А ти што правиш од твојот живот? Дали веруваш во мене? Веруј во себе први. Ако имаш доверба во себе, Јупитер ќе те поддржува. И тие две енергии, тоа значи таа беше една фантастична енергија, 12 април 22 година, Јупитер конјункција Нептун, сите ваши желби што сте ги имале. Све што сте мислеле дека не би можело да се успее, дека немам шанса за тоа. Кој ќе ме гледа, мене не ме знае никој, не знае тоа, нема да успеам. Со Јупитер сте имале 100% шанса. Па нема друга планета која што може тоа да го поддржува повеќе него Јупитер. И ако сте родени пак во знакот Риба, и тука сте го имале на тој степен пак исто и Сонцето, па тоа било значи победа. Вашите желби сигурно тука ќе можат да се успеат. Да ги замислите први, сега што се случува понатаму, ја идам понатаму. Значи, од тој момент на 12 април имаме таа конјункција.
Сега идеме малце понатамо, доаѓаме до месецот мај. Значи, Јупитер влегува на 11 мај во знакот Овен. Една сосема друга енергија имаме тука. Значи, Овенот дава енергија, Овенот е огнен знак. Кога ќе влезе Јупитер не се осеќа баш добро во овој знак. Значи, Јупитер, први да кажам дека е владар, најважно да се знае. На прво место владар е на знакот Стрелец. Кога ќе влезе во знакот Овен, I don't know what to do, this is not my house. Значи, не се осеќа баш добро и пријатно во знакот Овен. Меѓутоа, не е баш толку лоша позиција во Овен, затоа што е и Стрелецот исто така огнен знак. Значи, таа енергија него му е доста позната. Меѓутоа, во знакот Овен имаме друг владар. Тоа е Марс, планетата Марс. Во грчката митологија, пак се враќам назад, во грчката митологија Марс се нарекува Арес и Арес бил неговиот син на Јупитер, тоа што значи дека Јупитер кога ќе влезе на 11 мај, он си прави транзит, се вика, астролошки речено, прави транзит и он влегува во куќата на својот син Арес или Марс. Каква е таа енергија? Сосема комплетна друга енергија кога ќе влезе Јупитер во знакот Овен. Кога ќе влезе во знакот Овен, како што реков дека Овенот е огнен знак, сите што се родени во знакот Овен и сите што се под знак Овен, значи на ваш може да ви донесе Јупитер многу голема среќа, успех и да ви ги зголеми вашите работи. Да почнете ново нешто, нов почеток во вашиот живот. Имате огромна шанса, поголема нема затоа што Јупитер му е потребно 12 години да го помине целиот зодијак. Така исто кај рибата, така што беше. И на рибата им даде голема шанса. Дали вие тоа искористивте, ја тоа не знам. Ја доста добро искористив оваа енергија, супер задоволна сум од тоа. Значи, сега иде понатамо Јупитер во знакот Овен и на знакот Овен. Сите што се родени во знакот Овен или што се под знак Овен им дава огромна шанса и могуćност да веруваат во својата цел, во својата визија, за што си фокусиран. На тоа ќе ти даде, ќе те поддржува планетата Јупитер и све ќе ти даде могуćност да успеете во тоа. Сега сигурно ако вие во тоа не верувате и си викате, па не знам дали ќе успеам во тоа, не верувам баш, оставиме тоа да не го правам. Така и ќе биде. Значи Јупитер ти зголемува све, ти дава успех, ти дава могуćност. Меѓутоа, ние сите можеме да бираме која енергија бираме ја. Секој за себе мора да си одлучи. Може да кажете, па тоа било не е многу така лесно. Сега ја ќе си замислам, сакам да идам во странство и се си замислувам тоа и ајде да чекаме од Јупитер, ќе го чекаме Јупитер да ми помогне. Па сигурно не, ти треба да работиш на тоа, на тој план што го имаш, на таа твоја визија, не туку така си замислам се нешто, сакам да победам на лото. Знаете што? You know what I mean. Не тоа така да се мисли, него да си имам свој план, нешто од срце ја што сакам. Што сум сакала затоа што пред 12 години, ајде да се вратиме малце назад, пред 12 години, може да сте имале некоја цел, некоја визија, некоја желба, што сакавте, сакале нешто ново да почнете, меѓутоа не сте можеле некако да го успеете тоа. И сега, после 12 години се враќа, значи Јупитер пак на оваа позиција и ви дава могуćност пак. Значи животот секогаш ве поддржува. Ако не можете сега, значи малце понатаму, меѓутоа сега, во овој период, зависи колку години имате. Ако имате 5 години,
Тоа не го мислам, него може ке се спремате за школа за идење. Али ако сте повозрасна личност, тогаш сигурно би требало да размислувате на вашите идеи, да работите на вашите идеи, на вашата визија, на вашиот фокус, на тоа што сакате нешто ново да почнете во овој живот. Во оваа година имате могуćност со Јупитер нешто сосема комплетно ново да почнете. Во ред. Сега, до 28 октомври ќе биде Јупитер во знакот Овен и во тој период ќе биде и ретрограден, значи тоа што значи дека таа ретроградна енергија на Јупитер ќе ни даде сепак могуćност да размислиме уште еднаш на таа нашата идеја, на таа нашата визија, како таа наша визија што имаме да успееме да ја направиме, да речем. Значи тој период ни дава могуćност Јупитер размисли, еве све што ти е потребно, како ти е потребно, што ти е потребно да размислиш, да си направиш план и тогаш конечно од 20 декември 22 година пак ќе се врати Јупитер во знакот Овен, тек тогаш ќе можете да почнете стварно нов почеток. Значи, он ќе ви даде сега могуćност од мај до октомври да видите по кој пат можете да идете, кои могуćности ги имам, тоа, што ми е потребно за тоа да направам, дали сакам да живеам на друго место, сосема нов почеток, или сакам нова врска да почнам, или нешто ново да работам, било што да е, нешто сосема ново нешто. Сигурно дека не може туку така нешто да се направи, ако сакаме да се селиме негде, тоа треба да имаме план за тоа. И значи Јупитер ви дава во овој период до 28 октомври таа шанса, могуćност да направите добар план. И ако имате добар фокус, добра желба, и ако го слушате вашето срце, што ви кажува, вашето тело, кој импулс го добивате, тога сте вие на правиот пат. Сега, тој период од 28 октомври до 20 декември, што се случува тука? Јупитер се враќа пак назад, како што реков, ретроградно, иде назад, пак се враќа во знакот Риба. И што им дава на рибите? Уште една последна шанса ви дава. Што да направите? Уште еднаш да покушате да верувате дека вашите желби ќе можат да бидат исполнети. Верувајте во тоа. Нептун и Јупитер пак ќе се спојат, пак ќе дојдат. Тоа е една пак фантастична енергија. Користете го тоа. Бидете креативни. Тоа ќе биде нешто фантастично. И како што реков, конечно на 20 декември влегува пак Јупитер во знакот Овен и тука имаме, значи, апсолутен нов почеток. Било на кое поле. Тоа вие си бирате. И си бирате секако која енергија ја користите, што значи Јупитер. Секако дека ние бираме све во нашиот живот. И ја бирам кај да живеем, и ја бирам што да работам, и ја бирам ова или ова, ја ги бирам политичарите, не ги бирам, али ете тоа сакам да ви кажам, дека ние си бираме све. Ние си даваме одлука за својот живот, никој друг. Сега, ни планетата не може, ни ние астролозите не можем да ви кажам, ја можам да ви кажам која енергија е таа, а вие си одлучувате, сами си бирате која енергија си ја зимате за вас, да биде ваша енергија. И тоа беше накратко за Јупитер, значи од 20 декември 22 година. Значи таа цела година што се вика ќе имаме влијание на две енергии, Јупитер и Нептун. Јупитер во знакот Риба, еден воден знак, нашите емоции, пратите ги вашите желби, вашите емоции. И после кога ќе дојде од мај до октомври во знакот Овен, овде имаме огромна јака енергија. Значи овде нешто можеме да
да направиме, да материализираме нешто. Тие се две сосема различни енергии и па ето зашто да биде животот досаден. Никогаш не е досадно. Секогаш ние бираме која енергија ја сакаме. Тоа беше накратко за Јупитер кој што е владар на 22-та година. Имаме голема шанса. Ајде да ја користиме сите на убав начин, да ја користиме да ни биде убаво. Верувајте, Јупитер е секогаш вербата. Вербата, верувај во себе, во својот талент, во својата визија што имаш. Биди креативен. А не чекај нешто од небото да ти дојде. Тоа нема никогаш да дојде. Не можеш ти да кажеш, ај ти живееш сега во странство, тебе ти е супер, ја живеам тука, ајде да не кажам каде, ја немам ништо, сега што ќе правам, ја немам никакви шанси. Тоа сум го слушнала доста многу пати. Шанси секаде ќе имаш. Сегде ги имат, ја низ цела планета, кај да сум, ќе имам шанси. Само треба да имам една визија. Што сакам ја? Ако не знам што сакам, кај да сум, нема ништо да биде. Секаде ќе наоѓам грешки. Секаде нешто ќе ми биде нешто не во ред. Секаде ќе направам критика на нешто. Па да, сум слушнала секолку пати, доста пати сум слушнала, па ти живееш сега во странство, ти си имала могучност, да си имала могучност, меѓутоа, јас сум сакала и сум работела на тоа. На таа могучност. Јас сум си ја одбрала астрологијата, не само астрологијата, и многу други работи. И понатамо ќе бирам пак све што е добро за мене. Запамтете, све што е добро за вас, тоа бирајте го. Све што е добро за мене, јас си го бирам тоа. И си работам на тоа. Значи, што се случува? Развој на умот. Развој на моето тело, на моите мисли, како што ја нешто се замислувам. Затоа што законот на привлечноста е тоа ти што го мислиш, тоа ти се случува. Затоа се вика пази што мислиш, пази кои мисли ги имаш. Затоа што они ја ствараат твојата реалност. Да, така е. Вашите мисли се важни. Ако сум позитивно ориентирана на нешто, па тоа така ќе ме прати цело време. Сигурно дека ќе имам и меѓувремено некои неповолни ситуации, а затоа сме сите ние тука родени. Затоа живееме ние сите во оваа преубава планета Земја, за да се развиеме, за да нашиот ум да расте, да дојдеме до едно повисоко ниво на умот, да разбереме дека ние не сме само тело, туку така, него има и нешто друго. Ајде да не ви зборам на оваа друга тема, поминав веќе, сакав уствари само за Јупитер да зборувам и сега малце претерам. Океј, драги мои, ако сакате на консултација или ако сакате нешто повеќе за вашата натална карта и повеќето за вашиот Јупитер, да знаете како е он поставен, какви аспекти прави со вашите лични планети, слободно напишете ми испод моето видео, ќе ви дадам податоци. Имейл адреса на Viber можете да ме контактирате и све друго, ако ми напишете, ќе ви ги дадам другите, ќе добиете други информации од мене. Ете, толку беше за сега. Ви посакувам среќни убави денови и се слушаме до скоро. Поздрав, чао!